Ало, што правиш бе, човече? Никац. Не мислиш, што е бе, што сакаш? Што правиш како Джабе ќе ти сменил ти изгледа Джабе терапијата ќе ти кажам што правам, ти не разбираш ова кошарка играм. Правам кошарка, играм кошарка. Па гледам и дрес на мазата, значи дресови облакаш кога играш кошарка или што ти е проблем? Не брат, од крикет облакам кога играм кошарка и кога играм хокеј облакам од фудбал. Да навлезеш у играта она максимално и дрес облакаш и тепаш кошарка на телефона. Значи, јас од тебе кошаркарски муабет не можам да правам затоа што кај тебе кошаркарската еволуција на застанала. И од прилика разбираш кошарка кога овие фиба што ја водат, тука сте со сваќањата за кошарката и напредокот и све што е логика околу кошарка. Ги следеше квалификации бе, а? Затоа и Што ти не викам. ти чини бе никад? Што не ми чини, другарите твои од фиба што сте тука со кошаркарскиот IQ, какви квалификации изнаправија? Феноменални. Да, феноменални. Него немаат авторитет, доволно се супротстават на овие од Евролига и направија кошаркарски турнири со квалификации, па ја мислам дека Кожув наш да го пуштиме у квалификации да игра, како КК Кожув ќе влезе на европско. Влад ќе пушти чисто една илустрација и глеј какви резултати со ова. Швајцарија ја тепа Србија, Данска ја тепа Литванија, Полска ја тепа, па кажи ми ти дали е нормално? Па не е нормално. Како може клуб тебе да ти забрани за репрезентација да играш? Србија, Литванија и со трети тимови треба да ги добијат, брат. Ова Данска на вести која јавиле дека Литванија ја тепале, не им верувале, бе, проверувале календари 1 април да не е порано до еден. Четврти ростер да извади треба Полска да тепа, ама тоа е бе, брат, сега. Не се, ти викам, веродостојни овие квалификации. Швајцарија, Балканци што отишле бауштела да работат, се собрале, ја тепале Србија, пошто Србија вадела од Борат Чачак играчи, од втора италијанска лига, тоа го направи со квалификација. Дека ја тепале Србија, ке им стои, ке си се билдаат. Добро, овие фрустрации ти се од тоа што ние не успеавме и покрај вакви тимови што играа во квалификации, што е работа? Помеѓу останатото и тоа. Не зезеве, ние извадивме магичен момент од овие квалификации. Па претежно по тој момент кога ги памтиме квалификациите. Иако бевме нафурани сите дека можеме. После онаа со Италија. И сите верувавме дека естонците може да ги добиеме и со мислите отидовме Естонија клучна да не биде, брат. Ги добивме дека не им требаше, на нив ги добивме. Да им требаше, брат, одамна немаше да ги добиеме. Као што ги добивме на домашен терен. Ако ништо друго, добивме класа играч во Нено Димитриевич, брат. Штета што оваа тројка не можеше да се пребаци, да се важи за со Естонија, да се важи 9 поена. Добре, со естонците играше под мала повреда и се тоа, ама не ништо не смееме. Не ми збори за кошарка, се нервирам само се нервирам. Ако ништо добро, брат, добра позитивна работа е што напреднавме едно место на FIBA ранглистата, 29 сме у Европа. Не е све така црно, има малце сиво. Кошарка не разбираш, фудбал па уште поише. Ми се смееше, ме дриблаше, Барса прими 4 комада од ПСЖ. Колку прими Лацио од Бајерн, бе царе. Мислеше ке ти заборавам. Ете го, тоа е тој шеговиец, Ранко Рангелов и Војче Китановски, оној што снима касети со вицови, ти позавидат. Шална страна давте гол, така да топе тоа, бра, зашо задни пут Лацио кога играше у плейоф Лига Шампиони од времето на Симеоне Инзаги, Синиша Михајловиќ, така да теши се царе, успех е за Лацио и плейоф. Сега никад баш ќе ти демонстрирам како изгледа ситуацијата на Лацио кога во прашање е противникот Бајерн Минхен и сликовито, царе. Еве вака, брат, у Лига Бајерн Минхен си го јаде поштено од третолигаши кои стана прволигаши, доаѓа у Лига на Шампиони Лацио, се предаде уште пред да почне. Сам го смисли ова, ти од бајернската заедница ти врачија награда некоја, стана почесен граѓанин на Минхен. Ама не, брат, точно ова ти демонстрира што у принцип им се случи на Лацио. Барем не изгубивме 8-2,
барем не изгубивме 8-2, иако ми се темни оке ми текнале банш дека има. 4-1, следува и двомеч. Дај да видиме за каков тим се работи влаче Бајер Мюнхен и што може да го очекува Лацио на теренот кај германците, ако го играат нели у Германија. Ова е све у Лига на Ова се шампиони, 18 утакмици низа на надпревари без пораз на Бајер Мюнхен, што ги прави рекордери у Лига на шампионицаре. Абе, бар не решено да им извадиме следната, да го Ке прекинеме ми низот. извадива, низата од 2-8 со негде на половина со Барса, која ме правеше ренде. Ке им извадиме, ке им За извадиме една недела нерешено. царе тука гледам ке светне 9-1. Абе, 10. Очекувам 10-0. 5-0 дома да јадат. Очекувај само ти очекувај. Очекувај, така и Звезда очекуваше корнер со Милан, па на крај го добија. И Станковиќ е хит, брат. Види, колку и да дефинитивно. не ја сакам Звезда, ја тоа не го кријам, али она што им го направија со Милан беше Еј, шо беше, ти дојде у болна Страшно. душа, брат? па не можам Не да заебавај ме не никад, можам да бе. кажам дека ми беше жал, Која друга ама дека екипа да беше беше- нефер, Владче која пушти друга да екипа видиме. да беше- Звезда напаѓа, 3 минути продолжение, у 3:06 им свири корнер. Види, реално окей, ама да беше било која друга екипа, не би се случило ова и да Станковиќ не не им му биде се верува. дозволено. Ама затоа... Малце не можеме да избегнеме од впечатокот дека да беше за Милан ваков И било корнер која друга европска, и за било која западноевропска против Така е, екипите нашиве помаливе, посиромашниве, а уште два напади после ова ќе Ама им не остае. остана должни, брат, Белград си го изведува корнерот. Ајде, Владче, удостојне да видиме Станковиќ. Ево го така пред пар навивачи, десетици на Дели, на Си го рака. изведува корнерот, ова да се пали Фина, раја. лепо, да, си го постигна голов што мислеа дека ќе него го сега со дадат. голов што го дадоа поминаа дале, им дозволија они да вкрстат со Марзер место со Ако Милан. ништо друго си направија ете еден мала шала на нивна сметка и сир. Како и да е, одлично светло се прикажа, можеш само да глушиш тука и да ти биде жал. Не те зашто слушам, беше не те другата слушам, боја немам од Белград Wi-Fi, не тука. стигаш до мене, не А стигаш до момците мене. без пораз си замина од Лига Европа. Достојно! Никац, знаеш што примети, брат? Фановите често збора деме кога мешаме оваа мали спортови, деме заприметиле сме викале само девојки, дами. Си решивме ајде да докажеме дека не е така, кога станува збор за оние помали спортови, а не се нели фудбал, кошарка, ракомет. Во каратето имаме еден момак, многу успешен, апсолутен рекордер е кај нас, еден од најдобрите, ако не и најдобар во моментот каратист. И ја Пократен европски мислам шампион. она што е најважно, кога се работи за светското првенство, на сите светски првенства, Олимпијадата, он има шанси тамо да не представи, веќе за некој месец за него да стануваме у токиско време. Сум убеден дека квалитети има и силно верувам дека ако ништо друго со еден добар настап прво ќе обезбеди норма, а потоа и добар резултат. Кој ако не Емил Павлов? Добро ни дојде. Добро бе, најдобро. Ова е ли? Проали до Никац колегата. Да, Како си Емил директно супер, штип? одлично, да. Сабале заврши со тренинг и еве со задоволство ја прифатив вашата покана и навистина мислам дека ќе го задржиме вниманието на гледачите. Како и секогаш. Рано стануваш наутро? Па доста рано можам да кажам дека доста рано станувам. Еве денес станав во 6 часот наутро да стигнам овде на емисија. Обично Никац си легнал у 6, брате, трај го будам у 9. Тоа кога си легнувам. Кога си легнувам. А вака кога немаш некои обврски, исто стануваш рано, навика ти е или Па да, навика. Јас буквално никога немам некои обврски да се легнем и во 4, во 5, пак 8, 9, некогаш и многу порано се будам. Тоа е навика бидејќи постојам многу години во минатото. Јас станувам рано бидејќи секогаш имам тренинг од сабале и така. Јас сум навикнат на таа рутина и наистина ми е прекрасно. прочитав некаде дека ти правиле некое кратко интервју, 5 работи без кои што не можеш да го поминеш денот, имаше меѓу тие 5 телефон и кафе. Од сабајлево ке станеш, кафето сам си го пиеш и си листаш на телефон, сам
никој кефот да не ти го ремети или со некој комбинираш да испиеш кафе? Јас со Славјан ќе испиам кафе од Савајле, тоа денот неделата катастрофа тргнува. Па најчесто можам да кажам дека утринското кафе го пијам сам, бидејќи не знам, така ми е најубаво на тишина, на рад. Како што кажете вие, пролистувам телефон да видам што има новости, го пијам утринското кафе и некако кога пијам кафе се чувствувам убаво, ми го крева расположението и добивам повеќе желба за да одидам на тренинг и можам да кажам дека после испиено кафе тренингот ми е попродуктивен. Пред да дојдеме до она што сите нас не засега, нели каков е патот до Олимпијада, неодамна прочитав пак Дубај, често Дубај го посетуваш. Па да, после цела година пауза без активности, после како што започна пандемијата со коронавирусот, буквално се блокира се, тренинзи, надпревари, припреми. Така што еве, после цела година добив покана од тренерот на Казахстан да учествувам на тој тренинг камп, каде што учествуваа повеќе репрезентации, како мислам единствен бев јас од Македонија, бидејќи таму беше според протоколи, не можеше поголем број на учесници да има од застартаното, беа таму Казахстан, УАЕ, Македонија, Косово, Романија, Франција, Латвија и уште некоја држава. Можам да кажам дека сум многу задоволен од овој камп, бидејќи таму тренирав 2 недели со големи шампиони, пред се да го одвојам првиот на светската ранкинг листа во мојата категорија, казахстанецот кој што веќе има обезбедена норма за Олимписките игри. Значи кремот од Европа и светот. Токму така, но јас на последниот турнир го победив токму тој надпреварувач. И навистина ова е една голема припрема за сето она што ќе ме очекува во овој нареден период, бидејќи овие наредни месеци ми се најбитни до сега во мојата кариера, да. Ти сметаш ли овој коронски период во тренажниот процес и ти ги нарушили малце оние тренинзи, подготовки кои што можеби до тој момент иделе во полна пареа? Како се снаоѓаше? Па да, на почетокот ми беше многу тешко да го прифатам ово, бидејќи ја темпирав мојата форма токму за квалификациони турнир за Олимписките игри. Започна супер на првиот турнир во месец март, пред да започне ова пандемија. Учествував на силната карате премиер лига во Салцбург, го освоив првото место и во полуфинале го победив актуелниот светски првак, во полуфинале го победив првиот на светската ранкинг листа и во финалите го победив актуелниот светски првак. Тоа ми даваше еден голем знак дека мојата форма е во нагорна линија и дека Македонија после подолго време може да очекува не само настап на Олимписките игри со норма, туку и медал од овие игри. Но ете, после некое време го прифатив тоа како што е, секогаш гледав позитивно на работите, си реков ова е можеби момент каде што можам да се подобрам, да на некој начин може и добро ќе излезе. Може и добро ќе биде, бидејќи средив некои мали ситни повреди, си тренирав некои нови техники каде што може да ми помогнат многу во овој нареден период, така што мислам дека ова пауза од една година мислам дека јас искористив правилно и мислам дека ќе бидам уште подобар. Се надевам дека тоа ќе го докажеме веќе на наредните надпревари. Така, следен период иде токму таа премиер лига која збориш пред цела една година. Доволно си спремен, знаеш што те очекува таму и после тие настапи на премиер лигата се бодуваат и влегуваат во оние нели за норма на Олимпијада? Па вака еве наредната среда ќе заминам на сили меѓународен турнир, односно карате 1 премиер лига во Истанбул. Ова надпреварување за мене нема некое големо значење, бидејќи не се бодува за рангирање за исполнување на норма, но овој турнир ќе биде ради форма повеќе да се видиш да се видам дока е мојата форма, бидејќи официјални надпревари немаме веќе цела година, така што ова ќе биде еден почеток да видиме докаде е нашата форма. Јас мојата форма ќе ја темпирам за Европското првенство во Пореч, Хрватска во месец мај и за квалификационен турнир во месец јуни во Париз. Со 2 злата од европски првенства, без претерување, него реално кажуваме дека си најдобар македонски каратист во самосталната историја каратистичка наша. Првиот златен медал во Финска. Го очекуваше,
не го очекуваше, мислам, дали потајно знаеше до каде се можности или во некој момент осети и ја можам стварно до крај да идам? Искрено да ви кажам дека не очекував ни малку, бидејќи имам една чудна кариера, бидејќи во ниорски кадетски категории немав никаков начин на резултат. Дури не можев да влезам ни во репрезентација, губев на домашни првенства. Тогаш успеав да влезам во репрезентација и бев аутсайдер. Никој не очекуваше дека токму јас ќе направам таков најголем резултат за Македонија, но тоа дали тој период кога губев, тренирав многу напорно, многу мокотрпно, не се разочарав и не се откажував и знаев дека овие тренинзи за еден ден ќе ми се исплатат. Ете, дојде тоа првенство во Тампере, Финска. Буквално ги победив сите мои противници и тоа доста убедливо, со големи резултати и можам да кажам Тие што те гледа во јуниорските, дено рекле, ој, клониран да не, без заменет да не, истиов ли е? Тоа баш токму така. Магична вода некоја не се напи еднорог сретна, шо? Унапред му стигнала вакцината и след. Токму така и после подолг период не си верував дека јас постигнав еден таков резултат. Ама после тоа самодовербата? Потоа да, и потоа од тогаш почна мојата кариера да иде се нагоре и нагоре. Така за успехот да го повториш 2018. Да. Можем да кажам дека 2018 бев многу посвесен и очекував таков резултат и затоа мислам дека тој успех за мене има поголемо значење бидејќи претходно како што кажав бев аутсайдер, не ме знаеше никого, не ме анализира, но ете откако почнав да правам резултати, големите веќе вниманието го привлекуваш. Токму прават големи анализи и многу е потешко. Има една интересна работа што имам приметено, оној Крешенцо кај ќе го сретнеш таму го тепаш. На Премиер лиги, на европски првенства. Ја мислам у кафич да влезе да те види како пиеш, каде ќе излезе. Па реално да, Крешенцо токму досега го имам победувано повеќе пати. Можам да кажам дека имам многу подобар скор од него, а тоа е актуелен светски првак. Зарон има скор против тебе било. Па и го имам победувано на многу значајни првенства. Го победив на финале на европско првенство и еве сега на Премиер лигата во Салцбург, каде што тој турнир му беше многу значаен бидејќи ако освоеше прво место, тој сигурно ќе идеше на Олимпијски. Вака му успори патално, чекај. Сега да, дури има една ситуација каде тој е во тесна трка со турчинот с некои нијанси на бодови и тој ми рече мора да победиш за мене. Те почасти ли турчинот после тоа нешто? Се уште не, сега живеам во Истанбул. Пази, Истанбул е град со убава храна, убави жени, убава храна, убави жени. Ај седнете негде некоја видео игра, дозволимо да те победи. Да се осети битен малце, разбираш? Кога си кај медали и признанија, може да ги преброиш колку пати си спортист на годината. Е на Македонија, у Штип немаш милост. Почесен гајани станали веќе во Штип. Реално во Штип, да. Иако Штип е спортски град, има доста големи спортисти, како што се индивидуалните спортови, борење, бокс, карате. Но ете, реално во последните години имам доста големи значајни резултати, што сум 6 пати спортист на Штип, сум 4 пати номиниран за спортист на Македонија, сум во првите 3 места. Еднаш бев спортист на Македонија 2018. Млад спортист или не? Па некако што кажа во младски категории нема значање резултати. Јас почнав во сениори. 2 пати сум европски првак, 2 пати сум бронзен, еднаш пети на светско првенство, бронзен на европски игри, 3 пати балкански првак и 2 пати бронзен на светско првенство и многу други значајни. Сега уште Олимпијада ти треба и наредни 3 години уште нема брат, пак е папор спортист. Наредни да се кандидираш за граначалник против било кого ти ќе победиш, уште во Олимпијада донесеш медаља, а вака кога си на некое големо натпреварување, потешко е да ја добиеш првата борба или финалето? Па искрено мене ми е многу потешко првата борба. Додека го пробиеш мразот. Јас ако ја поминам прва борба сигурно идам до финале и го освојувам финалето. Значи до сега мојата кариера била таа или ќе изгубам прво коло или ќе освојам златна медала. Во сениорска имаш у прво коло изгубено? Имам, да.
имам повеќе пати, али кога го поинам прво коло, идам директно во финале. Кај тебе нема средина. Нема, Ти, нема. например, да си у фудбал или тепаш 4-0 или губиш Да, 4-0. да. Нема 1-1, 2-1. Така е. Добро, кажи ми, со какви очи вака сега те гледаат кога ќе се појавиш на меѓународна сцена, особено очите ако женска конкуренција имаат у близина и се надпреваруваат по оние дружби после турнирите? Се датали со каратистките. Па реално да ви кажам право, јас не сум таков тип што обожава, Да, сите не се такви, знаеш. Да, кога седна тука, никој не е таков тип. Спортисти, знаеш, се е коректно. Не, де, Збориме за после настапите, за после кога е време за одмор, за релаксација, за уживање. па реално секој сака да седе да биде у близина со некој што стварно бил успешен, како што јас сакам да седам да бидам у близина на некој успешен и навистина ние во нашата репрезентација функционираме многу перфектно како една фамилија и заедно ги прославуваме сите мои успеси и успесите на сите други. Каде е онака најубаво си поминал бидејќи бајгиш Доста земји, градови си прошетал, прошетан. доста земји, да. Си се измешал со многу луѓе. Па да ви кажам право, имам прошетано доста благодарение на спортот во повеќе земји, но најголем белек ми остави токму Дубај, бидејќи навистина прекрасен град. Навистина буквално таму имаш се што ќе посакаш и Дефинирај малце ова се што ќе посакаш, пошто мене многу работи ми паѓаат на памет. Многу работи ми посакал у Дубај, Да не. а не се баш со спортот поврзани. па навистина буквално имаш се, како ноќни клубови, како море, плажа, прекрасни услови за Жени, тренинг. убави. Види, одбојкарот што не беше во емисија пред две емисии, Дарко Ангеловски ни откри дека одбојкарите многу со ракометарки се мешале, па некои пијанки, папучи, криење едно друго. А каратистите со кого најмногу сакаат онака да се измешат? Повеќе дел од надпреварите одиме самостални, многу ретко се мешаме со други спортови, не можам да кажам дека на медитеранските игри каде што учествуваат и повеќе спортови, како што кажавте вие одбојкарите, Тогаш ракометарите. изгледа и ти беше во Тарагона, така? Па заедно бев и јас, да. Од тука тебе изгледа кариерата почна нагоре да ти иде. У нивно друштво да не беше. Па и јас не до тај степен, нали? Не да тој степено, ама кога слушнав сирени, Не, стварно Тарагона беше навистина прекрасно. Навистина тогаш каде што одите една држава повеќе спорт, наистина е подруго, поголема дружба. Така, условите кога ги спомена сега ме интересира, сите овие патувања, турнири, како е федерацијата, колку помага околу сето тоа? Па можам да кажам дека еве јас сум најголем кандидат за Бидејќи карате за- федерација веќе од време на време се подобро и подобро, мислам се одвиваат работите таму. Па јас сум, како што кажав, и најголем конкурент за Олимписките игри. Можам да кажам од кога почнав да постигнувам големи резултати, можам да кажам дека имам солидни услови пред се за надпревари, за подготовки, но не е тоа доволно. Навистина треба бидејќи останат јас да имам минимални услови како останати репрезентации, ја сигурно ќе сум бил повеќе пати европски првак, не само 2 пати светски, така натаму. Како што кажав, останатите репрезентации буквално не мислат на ништо, тие имат постојано тренинг кампови, постојано се име посветено на нив. Значи тие само се оставени само да тренираат, а ние на пример немаме толку подготовки. Една недела, две, дали тоа до финансиите, јас не знам. Но тие тимови таму настапуваат, одат со буквално со цел тим, со физиотерапевти, со тренер главен тренер, со тренер за анализа, буквално тие се подготвени на се. Еве да кажам пример, ние тренираме во Штип, буквално во куќата каде што живеат моите тренери, во една солидна сала со минимални услови. Мислам дека да дојдат моите конкуренти да видат каде јас се подготвувам, мислам дека ќе се откажат од карате. Стипендист на МОКСИ, така? Да. Од Македонски олимписки комитет поддршката каква е? Па можам да кажам дека еве сега со новиот претседател на МОК имаме навистина соработка на едно високо ниво. Многу го почитува нашите работи и нашите резултати и тоа е подготвен да помогне и да се вложи се што е во негова мојк. На Олимписките игри е собран спортскиот крем од сите спортови од цел свет. Кого би сакал да запознаеш таму? Новак Џоковиќ.
Тој ми е наистина омилен спортист, мој фаворит, постојано го пратам и ми е мотиватор. И најпрво што би сакал да имам прилика кога се најдам там да го запознам токму него. А следиш вака првенствата, топ 5 лиги, нешто, светски, европски Од шампионати? спорт можам да кажам дека следам се, али фудбал најмногу. Не само Одлично. тие топ 5 лиги, туку и македонско првенство следам доста Викаат. многу. Идеш брегалница да ја гледаш? Сега не бидејќи Не, публика, али ако ја претходно, тргнеме ситуација на али страна. претходно скоро секоја утакмица. Јас постојано навивам за нив, но на меѓународно ниво можам да кажам дека сум фан на Интер. Од кога почнува према Интер оваа љубов? Од кога Фиго премина од Реал во Интер. А претходно за Реал беше? Да, мал период за Реал. Сега како Интер и Реал меѓу О, себе по Фиго изгледа. Фиго, Кај- Фиго, да, кај Фиго и беше омилен Значи за играч. Барса беше претходно. Не, тогаш бев малку го играше. Имаме ние една многува традиција овдека во продукцијава наша. А тоа е, ние сега ќе ти даеме тебе 5 мечеви за типување, може да типуваш буквално што ти падне на памет и тие типови, тие коефициенти што ти ќе се одлучиш за нив, со наша продукцијска и емисијска донација од 500 денари, добивката ќе можеш да ја евентуално донираш ти кај што мислиш дека треба. Прво само табелата да му ја пуштиме да видиш со кого све се надпреваруваш и до сегашниве типувачи, ене ти го директорот последен ти е. Ајде да видиме што имаме од понуда. Да. Прво Првата памушко. утакмица, да. Гол 3+. Гол 3+. Мислам дека ќе има Браво, како голови. емисијата. Да, убаво почнуваме. Да. Слага ти шо викаш, ова шо ќе биде? 1x од 0 до 3. Кец X од 0 до 3, каков цеп. Ја ова ќе играм Мислам Реал нема да ти. X било кога. Ја мислам многу се слави моментално. Одиме следна. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед. Мој тип за ова ќе биде X2. X2. Едно големо финале, брат. Така. Јас тука мислам гол прво, гол второ. У двете полувремења по еден гол дека ќе. А ја мислам, второ више од прво. Второ повише од прво. Да. Добро, одиме трета. Фрајбург Лајпциг. Гол 3+. Гол 3+. Да. Фина, е омилена изгледа ти играта гол. Па сакам да гледам голови. Фина игра е, да. А ја двојка и 2+. Ја тука би одирал дека Лајпциг дава у двете полувремења. Тим 2 дава и у прво и у второ. Јувентус Лацио. Мој тип за оваа утакмица од 0 до 3 гола. 0 од 3. Јас одам 1 до 3 гола прво, 1 до 3 гола второ. Бре. Кет. Кец, Е, да не. утнеш. Одиме последната. Еве ни ја, еве ги наслагам треповите. Мислам не Осасуна. Боле за Осасуна на овие други. Бе. Мој тип двојка и 3+. Двојка и 3+. Добар, добар. Двојка и од 2 до 5. Двојка и од 2 до 5. Јас исто одам двојка и 3+, ке го повторам неговиот, ми се свиѓа добар реален тип е. Сега, ние ти ставивме две игри на распознавање, а тоа е едното според клубовите кои што играат, играчите ќе треба повиш која репрезентација е, а другото според националностите на фудбалерите да повиш кој клуб е тоа. Ајде, можеме да го пуштиме првото. Сликовито е вака. Да, ова кој клуб е? Ова се по националност фудбалерите негови. Американец у напад, не секој има, нели? Да, кој има американец у напад? Двајца германци, посебно голманче овака. Голман сенегалец имаш. Се него. Не знам овој на Челси голман од каде беше? Менди. Има ли германци двајца Челси? Вернер. И? Браво, браво. Позицијата добра е. Ај. Мака, може ли да почнем прво со одбрана? Ајде. Силва, штопер. Добро. Друг штопер. Сам дали е Зума, дали е там или не? Добро Браво. размислиш. Зума. Е, са левиот и десниот кој Ќе се? збуниме малце, не можеш да го збуниш, човече, види како Не следи, знам браво. овој Джеймс или Аспиликуета кој е... Е, са Спиликуета, пошто ни е шпанец. Е па, значи Джеймс. Екипата ја погоди никац. Да, ја погоди Челси. Секоја чест. Дај да ги видиме играчите сега. Еве ти. Ајде одма и Сега имаш да гаѓаш репрезентација според клубовите кај што играат.
Ти оваа репрезентација има шпиц од Интер. А Белгија. има голман од Реал. Белгија. Тука можеш... Сигурен сега е Белгија? Да, Лукаку шпиц, Куртуа голман. Ау, цар. А другиве кои се? Троица у Борусија имаат белгијанци, бе? Кој е до Лукаку другиот? Хазар, А овој вамо лево? Де Бруин. Ајде, откривај слика. Ајде да видиме, еве ги. Да. Вертонген, Вертонген, да, Денайр, Вирелд, али другиве ги трефна одма, го Види, виде сега, тамо Лукаку Видел интерашот. шпицот и одма... Го виде Сега ќе Лукаку полесни. шпицоката. После вакви фудбалски задачи идеме на нешто полесно, да се надеваме дека е полесно. Ќе мора сега од овие две твои колешки, следеча слика. Не се африканки, не се од Дубај, од тука се колешки твои. Мора да одбереш која е подобра. Мислам у карате. Карате. Да треба пајте машко-женска екипа, која би тебе да И пајте? по што би судел сега која е подобра? Па, вака... Ти по што тргна да судиш? Не знам. Може би Ти ги поубавени и речеш две... близначки, а? Па да, реално наистина македонската репрезентација има убави девојки. Можем да кажем дека е едни од поубавите од останатите репрезентации, али како што кажавте вие во Моника карате Полексенија. Моника, тие се во различни дисциплини, Моника е во комите, поточно борби каде што е мојата дисциплина. Полексенија е во кати, тоа е борба со замислен противник. Да, е. Кога треба да одбереш и да ја дадеш признание. Кој се подобри во карате или Не знам, Види, ти кажи го разложи на после. убавина, ајде прво на убавина, после на спорт. Не, прво што беше прашањето. Ги виде и прашањето го забореве. Забори кај на гости дојде. Не можам да издвојам навистина која е поубави, бидејќи навистина и двете се убави, навистина не само овие Само две, за туку и МНРС со овако дипломатски и одговори. останатите репрезентативки навистина се едни од поубавите од буквално од останатите репрезентации. Но ете, бидејќи Моника е во Кога ќе борби, правите каратистичка завада доеме и ние? ајде, се надевам дека после Олимпијада. Чути викниве само мене, кај не се носи никад. Абе него вика ој женат човек е што не сме ој да доаѓа, бе. Ја да дојам таму. Значи, за убавина 50-50, а спортскиот дел кој е така поуспешно Можем да во кажем својата дека категорија? Полексенија за нијанс има поуспешни резултати од Моника, али двете и буквално имаат идентични успеси и навистина не може да извоам Пак останало 50-50. 50-50, да. Сега, традицијата нас знаеш што ни налага, тој што ќе дое после тебе и тебе да те види овдека на Зидчево. Така да, сега ќе треба едно автограмче ти нас да ни дадеш. Ево вака, Со повели. задоволство. Ретко даваш автограм или? Па, не многу често, али повеќе кога ќе идам на обожавател. страна. Ама повеќе него во јуниорските. Да. Пишува или не пишува? А никад с кој види по улица му дава да му се подпишува за и нормално ќе Реално. потроши маркери. Ево убава слика сте одбрале. Така. Ова од финалето во Москва Ево вака. на Премиер лига. Останува, Емил, да ти се заблагодариме, да ти посакаме успеси сега во Премиер лигата, добра подготовка за она што следува во Париз, како што напомена, јуни, каде што ќе се бориш за оние потребни бодови и И норма кога за ќе Олимпијада. отидеш у Токио, пошто ние си имаме врзано у крпче дека ти ќе отидеш, ќе стануваме да те гледаме. И ќе пратиш порака, ќе ги поздравиш фановите на Google 3+. Нормално, навистина се надевам дека ќе се гледаме во некоја наредна прилика со многу поголеми успеси. Од Токио директно тука во студио. Така. Договорено. Никац Емил бај ги разбира фудбал, брат. Се виде задачите фудбалски Задачите предизвиците се фудбалски, снајде. баш ка малци аналитично Следи бајги. типување во Не му идеше околу колешките, ама да се надеваме ќе се покаже и на тикетот. со колешките дипломатија, ама со тикетот директива. Што направи, кажи ми, Бузалков? Бузалковски за жал погоди само една, ја погоди миланското дерби Милан-Интер X2 и 2-5, 0-3 доби Интер. Демек идеше И со сигурно, коефициент 1,77 точно излезе над Наумче и Христов. Не, предпосле Да. Него ти многу не ми збори за Бузалковски
Имам чест да ви кажам дека прв пат за 25 емисии од како снимаме, еден од нас двајца, од мене и од овој што го гледа на Добро, столче што овдека, моето прв пат е после 25. успеа да оствари 100% реализација, ама 100% промашени утакмици, да утне сите 5, а тоа не сум ја. Не можам никако да ме поминам макар Гледај, види ги, 3-0, абе, не си нормален, бе. За ова треба некое здружение Нема на мотивација. правилничари напатени да ти врачи Нема награда мотивација некоја. кога упрашање си ти, бе. Бе, една не успеа. Мора да двоцифрена разлика да ми направиш за да ми даеш повод да се кладам подобро. Дали разбираш? Ти немаш право Како веќе. сме Што си фатил? Од сега со гостите, кога ќе кажуваме тие шалите за Христоф и за Наумче, ти треба ќутиш, брат. Ајде, Владче, дај го до сегашниот. Уште не е двоцифрено, се качил на коњ човеков и мисли. Па после оваа емисија може и троцифрено ќе тебе како ти иде. Па брат, па може и троцифрено ќе треба за да ми даеш малку жарче да играм и да се кладам со тебе. Ти оди утипувањево кој што им оди на новава генерација тенисери против старите. Еј, ти се направи кејф од сега со Нолена во Мелбурн, признај. Па многу јасно. И на мене ми се направи, и на Начевски му се направи, и на братот Емил му се направи. Ќе ги бранам пред пута уназад емисии, али види, ти трни го Ноле на страна. Ролан Гаросот си го освои Надал. Ти го ќе видиш, освен оној US Open кај што Джоковиќ го елиминира ради топчено, што го освои тим, младиве нигде ги нема. Иако бев можеби до некаде и 90% сигурен дека Медведев ќе направи нешто поише со Ноле, брат. Имаше супер низа. Па направи. Русинот Финалето, дојде до Ноле. финалињата на младите и на стариве се неизвестни додека не почнат. Кога ќе речат луѓе, сега ќе се пензионираат Ноле, Федерер и Надал, ќе има шо да гледаме. Па мојот одговор е дека наредниве 20 години, 30, ова ќе гледаме, Владче пушти, ова ќе гледаме. Брат, види го и Ноле и најонака е финлики меѓу и кога ќе остаре, брат, меѓу тројкава. Па види, мене некој за 30 години ме праша дали би гледал ваков тенис, попрво ќе гледам него да ги гледам тимовци, зверевци, разноразни амеби и лептири. Од понеделник ќе грее на душа. Конечно Ноле го поминува и рекордот на Федерер со минати седмици. Од понеделник ќе биде апсолутен рекордер по први места на ATP листа. И ќе треба наредни 6 години за да успее некој да го помине, а тоа не верувам, посебно помладата генерација. Ако не, ние можда нашите деца или внуци ќе сведочат така да на тешко ќе биде во историјава на тенисот дека рекордов сега на Ноле некој ќе може да гурне. Да, инаку тенисот сега батале го ти викендов ни следи на нас една права кошаркарска посластица. Мислам барем беше посластица. Посебно за балканците. Кога бевме 6-7 деление беше посластица, сега заради балканците. И сега е никад после долго време. Викендот. Кога двајца балканци, кога си гледал на All-Star, брат? И тоа мислам тим. дека до сега тие што се делевме на исток-запад за според која екипа најбаш, мислам дека сега грото од Балканов за запад ќе биде. Може да посетиме чисто за петорките. Во екипата на западот играат Лука Дончич и Никола Јокич. Капитенчина Лебронец со Стеф Кари и Кавај Ленард, овие причина повеќе против исток да навивате. Значи, причина повеќе против исток да навијаше што на исток игра Јанис Антетокумпо го шверца у плей-оф, овој треба упрати најгоз да го вратат. Нормален, брат. Кајри Ирвинг, заборев да го извадам задното забивање пред некоја вечер од Кевин Дорент, Анти Јанис. Да те посетам па кој е Јанис, да. И Ембид, ние види, секако ќе гледаме ради Дончич и ради Јокич, али пак сакам на крај да подсетам на една многу убава реченица што има кажано Реджи Милер, тоа едно гостување, вика во наше време најефикасниот на All-Star, Ален Айверсон, даваше по 21 поен, пошто било престиж, не му давале да ти дава поени. А сега ти гледаш, All-Star завршува 180-180, MVP-то дава по 60 поени, се надам конечно од овој All-Star нешто ќе се смени. Бизнис.
реклами, нема игра, нема А вие во фестивал. меѓувреме проследете го Сан Ремо фестивалот затоа што најавија Синиша Михајловиќ и Златан Ибрахимовиќ дека ќе пеат заедничка песна на Сан Ремо, а имајќи го предвид нивната психолошка слика и нивниот здравствен психолошки картон, тоа ќе биде општо народно веселје за широки маси. Балкански спектакл. Лайк, шер, subscribe.